Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Ленче Ристоска поднесе оставка. Савески жали за одлуката. За власта ова е личен потек за глумење жртва. Полициска акција против детска порнографија меѓу осомничените и председател на бугарско здружение. Големите пекарници дале збор пред владата дека нема да ја покачат цената на лебот. Опозицијата бара конкретни мерки. Се зголемил бројот на прекршоци, но возачите повеќе внимавале на црвеното светло. Безбеден град до крајот на годината низ целата држава. Трамп најави интензивирање на нападите. Техеран го предупреди дека има скриени залихи на оружје. Историска мисија на НАСА Артемис 2 тргна кон месечината по повеќе од 50 години. А во тема на денот вечерва за изборните процеси во регионот и европската иднина анализа со Благојче Атанасовски. Останете со нас. Обвинителката Ленче Ристоска утрово преку СМС го известила државниот јавен обвинител, а преку објава на социјалните мрежи и целата јавност дека поднесува оставка од функцијата обвинител. По одлуката на Советот за нејзината представка и одземањето на ингеренциите во случајот Талир, вели дека нема услови за работа согласно нејзините принципи. Савески вели дека жали, а власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат. Обвинителката Ленче Ристоска си поднесе оставка. Недела дена откако извиси во изборот за нов републички јавен обвинител и само неколку дена откако новиот шеф Савески ги одзема овластувањата за Талир, таа реши да го напушти обвинителството. Сметам дека овие одлуки сериозно ослабуваат позицијата на јавното обвинителство и носат конкретни ризици за исходот на предмети кои таргетираат висока корупција и криминал. Овие постапки се во директна спротивност со визијата за која се залагам, а тоа е обвинителство кое работи надвор од политички влијанија, ги штити своите професионалци и го брани јавниот интерес доследно и без селекција, пишува Ристоска во своето обраќање. Оставката доаѓа откако нејзиниот нов шеф Савески донесе одлука да им ги одзема овластувањата на сите обвинители кои постапуваат по предмети кои се надвор од надлежностите на обвинителствата во кои работат, па на тој начин Ристовска остана без овластувања да го застапува обвинението во предметот Талир против ВМРО-ДПМН. Савески жали за одлуката на Ристовска. Јавното обвинителство останува без јавен обвинител од кој очекував дека со своето повеќегодишно драгоцено искуство ќе даде придонес кон зајакнување на капацитетите на оваа институција, особено со нејзината позиција како обвинител за врски со Европравда. Одлуката за отповикување на сите овластувања дадени од моите претходници не е персонална и во никој случај не е насочена кон работата на обвинителката Ристоска. Таа одлука е од организацијска природа и нејзината цел е зголемување на ефикасното постапување на јавното обвинителство, вели Савески во писмена изјава до медиумите. Но во СДСМ не му веруваат и го обвинуваат за соработка со власта. Изгледа дека нашите сомнежи ќе се покажат како реални. Мицковски на телевизија разрешува обвинител, поставува своји советници за судии, сопруги на партиски функционери и не спроведува реформи. Потоа, одговорница му задава задачи на обвинителот. Прво, со случаите поврзани со Мјалков и бомбите, а сега и со одземање на предметите за имотот на ВМРО ОКГ. Случаите познати како Талир 1 и Талир 2 за нелегално партиско богатење. Ристовска да не глуми жртва порача од ВМРО-ДПМН. Ристовска беше дел од истото СЈО кое беше водено од рекет дружината на Катица Јанева, кои дрпаа народни пари на име хонорари од СЈО и кое прерасна во машина за политички прогон. Само треба да се проследи изјавата на обвинителката Лејла Кадриу, која сведочи за тоа дека Заев и Шекеринска лично оделе навечер во СЈО на Катица, Ленчи и Лиле Стефанова и селектирале предмети за политички прогон. Јавноста има право да знае дали оваа оставка е чин на принципиелност или политички перформанс насочен кон градење личен наратив на жртва, порача од ВМРО-ДПМН. Ленче Ристовска беше еден од предводниците на специјалното јавно обвинителство и меѓу најблиските соработнички на Катица Јанева.
Обвинителството потроши огромна сума на пари и во краток период отвори голем број на предмети. Згасна заедно со рекетот на Катица Јанева, а најголем дел од отворените предмети се уште не се докажани. Александар Спасовски, Сител телевизија. Скопското обвинителство и полицијата спроведуваат акција против детска порнографија. Според неофицијалните информации, претреси се извршени на локации во повеќе градови. Меѓу осомничените бил и председател на Бугарско здружение, а како што објавуваат медиумите во Бугарија, станува збор за личност блиска до Костадин Костадинов, лидерот на партијата Преродба. Полицијата и обвинителството во лов на педофили во координирана акција извршуваат претреси на вкупно 7 локации за обезбедување докази за дистрибуција на детска порнографија. Службите во Струга, Битола и Струмица запленуваат компјутери, лаптопи, телефони и други електронски уреди кои ќе треба да помогнат во истрагата. Официјални детали за тоа колку луѓе се опфатени во акцијата засега нема, но според неофицијални информации, едно од лицата кои се опфатени во претресите е председателот на Бугарското здружение Струмичка Петорка Борче Котевски од Струга, кој има и свој подкаст почетна пресметка на YouTube каналот Б2 канал. Бугарските медиуми, кои главно се повикуваат на информации од македонските медиуми, веќе објавија фотографија од Котевски со ултрадесничарскиот проруски бугарски политичар Костадин Костадинов. Медиумите пишуваат и за поврзаност со Виктор Стојанов, основач на така наречената Фондација Македонија. На Facebook страницата на фондацијата речиси без исклучок биле рекламирани сите подкасти на Котевски пред и за време на нивното емитување во етер. Сепак, официјалните информации од службите се штури и за официјални детали ќе почекаме додека не завршат претресите. Основното јавно обвинителство обезбеди наредби за претреси и во координација со МВР презема действија за обезбедување докази, велат од обвинителството. МВР по обезбедени наредби за претреси и координација со основното јавно обвинителство Скопје презема действија за обезбедување докази, велат од МВР. Доколку се докаже дека лицата опфатени во оваа акција на вистина дистрибуирале детска порнографија, тогаш им се заканува казна затвор од најмалку 8 години. Даниел Василев, Сител телевизија. Соседи од зградата во која живееја Ивана и Катја, наставничката на Катја, но и нејзиниот војко денеска сведочеа во судницата на Кривичниот суд во Скопје. И по овие сведоштва станува се појасно дека пријави имало. Сите знаеле дека се случува семејно насилство, но немало реакции кои можеа да спречат трагедија. Соседите во зградата каде што живееле обвинетиот Јовановски, неговата почината сопруга Ивана и дете, постојано слушале караници, насилство и тепање. Соседката, која денеска сведочеше, 2 пати повикала полиција, но ниту еднаш полицајците не можеле да најдат во кој стан се случува насилството. Еден од нив и се заканил дека кривично ќе гони за лажно пријавување. 2 пати дојде од полициската станица Карпош. Првиот пат зема изјава од мене, се качивме заедно по становите да најдеме од каде доаѓа викањето и тепањето. Првиот инспектор беше коректен, запиша дека не се слуша никаде, провери во еден стан и си замина. Вториот инспектор кога дојде беше многу дрзок и нервозен, лупаше по станови и врати. Праша на кој спрат се, реков дека не знам, само знам дека се надмине. Откако провери во 3 стана, ми се закани дека ќе добијам кривична пријава за лажно пријавување, сведочеше соседката. Училиштето во кое Катја почнала прво оделение, уште на самиот старт знаеле дека во семејството Јовановски има насилство. Мајката на Ивана и го соопштила тоа на наставничката. Катја пред соучениците демонстрирала како татко и ја тепа мајка ѝ. Учениците игра во училницата и ја забележав Катја како падна на земјата и ги прашав дали играат некоја драматизација на приказна. Катја рече дека татко и кога ја удрил мајка и таа така паднала. Веднаш го известив психологот на училиштето и таа разговараше со Катја, а потоа и со Ивана и ја упатила каде да се обрати во случај на семејно насилство, а нам ни рече да внимаваме на Катја, сведочеше наставничката. Ивана не се враќала доброволно во станот кај обвинетиот Јовановски, тој се заканувал и покажувал и пиштол, но и уцени дека ќе го земе детето, сведочеше нејзиниот брат. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Големите пекарници дале збор пред владата дека нема да ја покачат цената на лебот. Опозицијата бара конкретни мерки. Се зголемил бројот на прекршоци, но возачите повеќе внимавале на црвеното светло. Безбеден град до крајот на годината низ целата држава.
По состанокот со пазарниот инспекторат и Министерството за економија, големите пекарници дале збор дека нема да ја покачат цената на лебот. Опозицијата пак бара конкретни мерки за заштита на стандардот на граѓаните. За сега ќе нема поскапување на лебот, уверуваат големите пекарници по денешниот состанок со државните институции. На маса седнале директорот на Државниот пазарен инспекторат, заменик министерот за економија и представници на мелничко-пекарската индустрија, која држи најголем дел од пазарот. Иако дел од пекарниците низ земјава, веќе најавија дека ќе го зголемат белиот леб за 3 до 5 денари. Најголемите производители велат дека тие нема да го направат тоа, барем не во следниот период. Во Македонија има 3000 пекари, секој си знае за себе. Значи, генерално над 99% цената е иста. Вториот заклучок се донесе дека цената ќе се одржава и ќе се следи ситуацијава во следниот период, значи негде до крајот на месецот. И дека ќе следиме ситуацијата сите заеднички, за ако се случи нешто, некој влошување на ситуацијата, да можеме да донесеме некој заеднички заклучок. Значи да стопираме, да кажеме, на некој начин тоа зголемување. Пазарните инспектори пак во вонредните контроли забележале ценовни разлики само кај јајцата и зејтинот. Но од СДСМ вела дека реалноста е поинаква. Според опозицијата, бранот по скапувања веќе почнал, а владата нема преземено никакви мерки. Колку треба да поскапи лебот? Колку треба да поскапат цените на храната за Христијан Мицкоски конечно да превземе мерки? Мицкоски секојдневно ги лаже граѓаните. Вели дека владата ја следела состојбата додека цените растат, а стандардот на народот паѓа. Празните фрижидери и празните джебови не можат да го чекаат Мицкоски. Предлог антикризните мерки на СДСМ преку пакет закони во вторник влегуваат во собраниска процедура. Викендов пак владата треба да одлучи дали ќе го продолжи намаленото ДДВ на горивата од 18 на 10%. Оваа мерка заедно со попустот кој го добиваат најголемиот дел од бензинските станици истекува на крајот од оваа недела. Мартин Арсов, Сител телевизија. Европската унија и меѓународните финансиски институции очекуваат голем притисок од војната во Иран преку влијанието врз енергенците. Освен конкретни мерки, се бара и директно штедење од граѓаните. Последните изјави на Трамп само негативно влијаеа на цената на нафтата. Радикални мерки за штедење против растечките цени на горивата воведува Европската унија. Пониски даноци на сметките за струја, штедење гориво со намалување на брзината на автопатиштата и користење јавен превоз, работа од дома кога е можно, воведување систем пар-непар, па дури активирање на нуклеарните ресурси се дел од мерките за кои размислува Брисел. Мора да се штеди, посебно дизелот и авионското гориво, затоа што ситуацијата е сериозна, изјави еврокомесарот за енергетика Јергенсен. Let me start by a few numbers. Since the beginning of the conflict in the Middle East, prices in the EU have risen by around 70% for gas and by 60% for oil. In financial terms, 30 days of conflict have already added 14 billion euros to the Union's fossil fuels import bill. 14 billion euros. These numbers paint a very clear picture. As the crisis in the Middle East enters its second month, it is clear that we are facing a very serious situation. Планот од 10 мерки кои ќе се преземат наскоро ќе биде таргетиран и привремен, додаде Јергенсен, затоа што и во случај војната брзо да заврши, враќањето во нормала не се очекува наскоро. И Меѓународната агенција за енергија предупредува дека мерките треба да бидат насочени само кон ранливите граѓани, иако веќе ослободија дел од резервите на нафта. Првиот човек на агенцијата Бирол вели дека април ќе биде многу полош од март, поради драстично намалените количини на нафта и природен газ од Блискиот исток. Единствениот излез од кризата, Бирол го гледа во отварањето на Ормудскиот теснец, а по вчерашниот говор на Трамп не се очекува деескалација на војната. Откако Трамп изјави дека нападите врз Иран ќе продолжат во следните 2 до 3 недели, цените на нафтата повторно вивна. Барел се доближи до $110. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. За изборите во регионот и влијанијата во тема на денот вечерва колегата Марија Николовски разговара со аналитичарот Благој Чотанасовски. Добро вечер. Имаме прилично интересна
ситуација во Европската унија. Во април месец најава два изборни циклуси. Едниот е сега на 12 во Унгарија, другиот е една недела полусна во Бугарија. И сега анкетите барем покажуваат дека наклонетоста кон Орбан не е сјајна, но последните случувања на тамошната релација со помош од Русија може би да ги искомплицираат состојбите. Во Бугарија имаме една друга ситуација. Председателот досегашен Радев е фаворит на тие избори. Сега, може ли да се случи да замине Орбан, а да дојде друг Орбан во Бугарија? Може да се случи Орбан да ги изгуби изборите согласно анкетите и социолошките истражувања на една седмица што се вери пред така наречените клучни избори во Унгарија, бидејќи после 16 годишно тврдо и комотно владење на Виктор Орбан, на познатиот унгарски премиер, за прв пат се соочува со евентуално губење на изборите. Мислам дека целата Европска унија, па ако сакате и САД и Русија, се концентрирани околу исходот на изборите во Унгарија, бидејќи Унгарија беше така наречената црна овца на самата Европска унија, бидејќи не ни криеше унгарскиот премиер и министер за надворешни работи Петар Сијарто дека се директно благонаклонети кон руската политика, рускиот председател Владимир Путин и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Односно тоа се гледаше и во политиката на Унгарија внатре во самата Европска унија, најмногу кога стануваше збор за европскиот пакет помош за воени и други средства за Украина. Ќе видиме за неколку денови или за десетина дена какви ќе бидат таму разврските, покрај тоа што анкетите даваат веќе убедливо водство и предност на опозицијскиот лидер Петар Маѓар, која предводи политичката партија ТИСА, која е, да речеме, ново формирана и е досега политичка партија која не учествувала во политичкиот живот со децении во Унгарија, односно тоа веројатно ќе биде мобилизирано гласачко тело на унгарскиот електорат да се гласа против партијата Фидес и унгарскиот премиер Виктор Орбан, бидејќи се наоѓаат 16 години на власт. Од друга страна, во Бугарија ситуацијата е многу покомплицирана од тој аспект, бидејќи анкетите дана вистина му даваат голема предност на досегашниот председател Румен Радев, кој не формираше собствена политичка партија, туку направи политичка коалиција наречена Прогресивна Българија, составена од три веќе постоечки помали партии. Му даваат убедлива предност од околу 30% пред второпласираната политичка партија ГЕРБ на добро познатиот политичар и поранешен премиер Бојко Борисов, па потоа следуваат ППДБ на поранешниот премиер Кирил Петков, односно сега веќе тој не е дел од политичкиот живот, и лидерот Асен Василев, па доаѓаат, не знам, ДПС ново начало, така наречената политичка партија на етничките турци, предводена од најконтроверзниот бугарски политичар Дељан Пеевски, кој е санкциониран по законот Магнитски од САД и од Велика Британија, и ултранационалистичката и проруска партија Возраждан или преродба на прорускиот лидер Костадин Костадинов, која ќе видиме таа конфигурација. Си го поставуваме прашањето дали и после овие, не знам кој поред предвремени парламентарни избори во овие 5-6 години во соседна Бугарија, кај нашиот источен сосед, може да се одговори на прашањето за $1 милион, јас тоа што го велам, а тоа е дали Бугарија конечно ќе формира стабилна политичка влада во наредните 4 години со полполитички мандат, бидејќи таквата влада беше... Ќе зборувам малку и за Бугарија, посебно и за Унгарија, но она што мене ме интересира, политичката реторика на Радев и на Орбан во поглед на Украина е речиси идентична. Затоа велам дека да, знам, прашањето ви беше конкретно ќе одговорам. Мислам дека ниту политичката номенклатура, конјунктура и општествена политичка поставеност во Бугарија не е иста како во Унгарија, бидејќи Виктор Орбан ја зацврсти власта и монополот на своето владење во Унгарија. Прво сметам дека Румен Радев и покрај тоа што ќе победи, анкетите апсолутно го покажуваат тоа, апсолутно нема да има самостојна можност да направи самостојна влада, бидејќи од 240 пратеници во Бугарското народно собрание, вам практично ви требаат 121 за да владеете самостојно. Значи, доколку направи резултат со освојување од околу 90 до 100 пратеници, ќе му требаат најмалку еден или двајца коалициски партнери за да се претвори под наводници во новиот втор Виктор Орбан,
со тотално проруска надворешна политика во Бугарија, ќе треба единствено да направи политичка коалиција со Возраждане, бидејќи тие се единствената тотално проруска политичка партија. Политичките остатоци од другите партии кои има проруска филозофија му дадоа подршка, Каракачанов и останатите. БСП, да, БСП и покрај тоа што си е политичка партија која како коалиција ќе настапува на овие избори, е проруска. Дефинитивно Румен Радев излегува од номенклатурата и шинелот на бугарската социјалистичка партија, која се бори на границата од 4% да влезе во идното бугарско собрание, но во Бугарија е поларизирана политичката сцена, отворено проевропски се политичката коалиција ППДБ, продолжуваме со промените Демократична Българија. Политичката партија ГЕРБ на Бојко Борисов е политичка партија која е прагматична и покрај тоа што важи за проевропска, конзервативна, но Бојко Борисов знаел да лавира измеѓу, не знам, интересите на Европската унија, на Русија, па ако сакат и на Доналд Трамп, на актуелната американска надворешна политика. Многу е комплицирана политичката сцена во Бугарија. Мислам дека е многу тешко тоа што вие го поставувате како дилема или како прашање, дали може да го добиеме вториот Виктор Орбан на Балканите или на Балканскиот полуостров, доколку реалниот, оригиналниот Виктор Орбан во Будимпешта падне од власт. Мислам дека не, бидејќи Румен Радев ќе нема апсолутна власт, а и второ, мислам дека Румен Радев нема таков политички капацитет да се претвори веднаш во некое си прокси политичко чудовиште од типот на Виктор Орбан во соседна Бугарија. Повеќе мислев на правење обструкции во самата Европска унија. Да, ама ќе биде многу тешко. Јас мислам дека во Бугарија ќе биде прашање дали ќе се формира стабилна политичка влада после овие избори. Има ли Европска унија план Б за Унгарија, да речеме? Сепак анкетите предвидуваат едно, но состојбата на терен е прилично комплицирана. Има некои информации дека можни се различни сценарии ако повторно Орбан стане дел од власта во Унгарија. Треба ли Европската унија да размислува за некои други чекови? Па мислам дека Европската унија со тоа што дозволи Орбан да дегенерира, да речем, во таков руски вирус во самото ткиво на Европската унија, докажа и покажа слабост и некапацитетност да може да се справува со таков тип на политичари кои го разбиваат единството на самата Европска унија. Вашата констатација е точна. Пред 4 години таа пролет анкетите покажуваа, не знам, предност блага, не толку убедлива како сега на тогаш обединетата унгарска опозиција. На крајот Орбан направи политички џандарзбир, односно брутално ги порази, мислам дека и со апсолутно мнозинство, освојувајќи повеќе од 50% од гласовите. Сега анкетите на вистина, сите анкети без исклучок даваат добра, солидна, па дури и огромна значителна предност во зависност од која анкета ја гледате на опозицијскиот лидер Петар Маѓар, но ќе видиме за неколку денови каква ќе биде на вистина разврската, дали анкетите ќе бидат во право или под наводници ќе се случи некое изненадување на политичко преживување на Виктор Орбан, па ќе видиме дали после тоа ќе може да се формира лесно политички трансфер на власта и некоја политичка стабилна влада предводена од унгарската опозиција, за да можеме да видиме Унгарија кој надворешно политички траекториран курс ќе го заземе визави односите со самата Европска унија. Рефлексиите врз регионот, особено врз Западен Балкан и евроинтеграциите, ако Орбан остане на власт или ако падне од власт? Па добро, се знае дека можни се некои поместувања или не? Не, мислам дека бидејќи од проста причина што и покрај тоа што ајде да кажеме Унгарија е политички интимус или Фидес и политичката влада, политичка Будимпешта, така да се изразам, и Виктор Орбан е политички интимус на трансверзалата, политички Белград, политичка Бања Лука и политичко Скопје, односно е близок со лидерите во Србија, Република Српска и во Македонија. Ние не гледаме некое драстично поместување во евроинтеграцијата на Србија и на Македонија ако Орбан или политичка Будимпешта е наш патрон. Напротив, гледаме тотално замрзнување на европреговорите и на Македонија и на Србија во однос на нивниот евроинтеграцијски пат, така што мислам дека тоа што ние сме исклучително блиски со Орбан во нашата комуникација, политичка соработка, напротив, не само што ни помага за наше забрзување кон патот во Европската унија, мислам дека дури тоа може би и ни носи негативни поени, но ќе видиме како ќе се однесува евентуалниот нов идеален лидер на Унгарија и како тој ќе има односи и со Русија
Русија и со самата Европска унија и дали тој може да биде некој промотор на забрзана евроинтеграција на државите од Западна Бугарија и да искористиме моментот и сепак нашите евроинтегративни процеси се повеќе врзани со Бугарија, да, односите со Бугарија. Сега Радев на некој начин беше креатор на ветото од 2019 кое тотално ги наруши односите меѓу Македонија и Бугарија и беше причина да го имаме тоа што денеска го имаме како една состојба. Ако хипотетички стане премиер и власт во Бугарија, може ли да според вас сосема поинаква политика на Радев кон Македонија од таа политика од пред 5 години? Може да биде сосема поинаква политика, дополнително да биде заострена, радикална и уште понефлексибилна и тврдокорна во однос на Македонија, бидејќи гледаме каква е и политичката конјунктура во Бугарија, политичката конјунктура во Македонија, изјавите на нашата политичка власт, на премиерот Мицкоски во однос на така нареченото бугарско прашање или уставните измени, францускиот предлог, односно се тоа што е камен на сопнување околу нашите евроинтеграции се прилично јасни и децидни. Пред неколку дена премиерот кажа дека се под овие услови додека немаме ние гаранции за нашиот национален идентитет, па дури го стави во контекст на нашето идно европреговарање или продолжување на европскиот пат правата на македонците во Бугарија, ние можеме уште децении да чекаме. Тоа прашање можеби е како сега никој не верува во таа реторика, но тоа никој не верува во таа реторика, но и во на Доналд Трамп реториката не верува, па ја гледаме политиката на може да биде џокер во приказната за преговори. Џокер во не можете вие да очекувате преговори од политичари од типот на Христијан Мицкоски и Румен Радев, кои имаат, да речеме, толку тврдокорна политика во однос на националните прашања и во Бугарија и во Македонија. Јас постојано велев дека мене ми е многу жал што ние како држава, како општество и како политички елити не го искористивме политичкиот капитал на поранешниот бугарски политички премиер Кирил Петков, кој беше за жал само 9 месеци политички премиер на Бугарија, кој беше, да речеме, умерен со реториката, сакаше на вистина да го надмине јазолот и јазот кој постоеше со ставањето на ветото, како што кажавте самиот во 2019 година, каде што креатори на тоа вето беа тогашниот претседател Румен Радев и тогашниот министер за одбрана Красимир Каракачанов, добро познати. Сакам да кажам, кога вие како две држави со такви обременети историски односи како Македонија и Бугарија, со такви фрустрации, национални комплекси, со постојани обвинувања меѓу двете нации, двете држави, која држава е виновна во меѓусебните односи, кога ќе испуштите во држава како Бугарија, која имала хипернационалистички премиери, како што вели нашиот премиер, тоа се остатоци од Тодор Живковизмот, ама само да завршам, ама прекина таквата политика бил поранешниот премиер Кирил Петков, кој имал умерен став, и ние како држава, како општество и како политички елити, ако сме немале државотворна сенс да го помине како процес и враќање назад нема. Да не забораваме сепак во оваа кампања во Бугарија Македонија воопшто не е тема. И нема да биде тема бидејќи они затоа велам дека можеби ништо не можеби бидејќи јас многу добро ја познам ситуацијата, они тоа го сметаат за завршено и свршено прашање, односно се водат како со национален консензус дека за нив одстапување од прифатениот така наречен француски предлог кој тие го велат EU27 предлог на EU27 земји членки, изгласани во Бугарското народно собрание и во Македонското собрание, ниту една политичка влада, ниту една политичка партија во Бугарија нема да одстапи од тоа беше прашањето во контекст на релаксирање на политичките односи. За да имате релаксирање, Радев и Селјановски има 2-3 средби кои беа протоколарни, исто како што ги има средбите на пример Никола Груевски и Јоргос Папандреу, но не произнесоа ништо на решавање на македонско-грчкиот спор кој траеше нели до фамозниот Преспански договор. Сакам да кажам, вие за да имате релаксирање и нормализирање на односите, треба да имате и нормализирање на реториката и релаксирање на реториката. Изјави од типот на пример на нашата политичка влада и на Румен Радев како еден политички премиер, јас апсолутно не верувам дека тие односи ќе бидат релаксирани и нормализирани и ќе одат во насока на решавање на македонско-бугарскиот јазик. Како ќе биде после изборите. Да. Благодарам за гостин. Благодарам за поканата.
Статистиките на МВР покажуваат дека се зголемил бројот на прекршоци, но возачите многу повеќе внимавале на црвеното светло. Според плановите на Министерството за внатрешни работи, безбеден град до крајот на годината треба да биде поставен низ целата држава. За 37% е зголемен бројот на направени прекршоци со Safe City во март во споредба со февруари. Камерите минатиот месец уловиле 26.241 лице кои прават сообраќаен прекршок, а во февруари 19.066. Од вкупниот број на регистрирани прекршоци за минување на затворен сигнал, односно црвено светло, констатирани се 70 прекршоци, што представува намалување за 68,2% во споредба со месец февруари. Најмногу казни и овој месец има за брзо возење. Иако има значително намалување на бројот на направени прекршоци за минување на црвено светло, статистиката сепак покажува дека дисциплината за дволонот се уште не е на постекуваното ниво, особено земајќи го во обзир фактот дека само минатиот месец 25.230 возачи притиснале на газ повеќе отколку што дозволуваат правилата. Системот регистрира 941 прекршок за управување на возило со измината важност на сообраќајната дозвола. На 544 лица им се забранило да управуваат со возило. Оваа бројка во споредба со претходниот месец бележи намалување од 16,7%. Овие лица добиле забрана да возат, бидејќи од нив 70 си поминале на црвено светло, а 474 возеле брзо. Властите имаат план Safe City да се прошири на територијата на целата држава во текот на 2026 година, но не прецизираат во кои градови кога ќе се инсталираат камери. Бројот на локации ќе биде соодветен на потребите со цел да се покријат така наречените црни точки, каде што статистички се случуваат најмногу сообраќајни незгоди. Точниот број и специфичните локации ќе бидат дефинирани по завршување на техничкото планирање, но целта е целосна и ефикасна покриеност на критичните зони, велат од МВР за Сител. Дополнуваат дека фокусот ќе биде ставен на главните сообраќајни артерии и булевари, каде што е регистрирана поголема фреквенција на возила и пешаци, клучните крстосници каде често се случуваат сообраќајни прекршоци, влезовите и излезите на градовите со цел зголемување на општата безбедност. Последно камери почнаа да се поставуваат во Велес, но со функционирање е предвидено да почнат во јули. Локалните власти во Охрид и Струга соопштија дека таму камерите ќе профункционираат пред почетокот на летната сезона за поголема безбедност за туристите. Камери веќе се поставени во Скопје, како и на коридорите 8 и 10, Тетово и Куманово. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Нови 300 професионални војници на возраст до 25 години преку оглас бара македонската армија. Армијата се подмладува со 300 нови професионални војници. Објавен е огласот за македонските граѓани на возраст од 18 до 25 години кои се физички подготвени и сакаат да придонесат во чувањето на безбедноста на Македонија. На одбележувањето на денот на првата пешадиска бригада, министерот за одбрана Мисајловски порача дека новите кадри ќе бидат додадена вредност на армијата. Упатувам повик до сите оние кои сакаат да бидат дел од армијата и кои ги исполнуваат условите наведени во конкурсот, сите да се пријават. Најдобрите ќе ве придружуваат токму вам. Ќе бидат ваша нова дополнителна енергија. А вие со вашето стекнато искуство ќе им помогнете брзо да ги совладаат сите предизвици кои ги носи ова исклучително важна професија. Од 2012 кога е формирана најголемата единица во македонската армија на тактичко ниво, првата пешадиска бригада го зазема приматот на најголем маневарски борбен капацитет на армијата, порача началникот на генералштабот Лавчиски. Како најголема единица на тактичко ниво, првата пешадиска бригада представува еден од клучните столбови на армијата, со мисија континуирано да одржува највисоко ниво на борбена готовност во функција на одбраната на суверенитетот и територијалниот интегритет на татковината. Единицата активно учествува во мировните мисии како дел од НАТО силите. За зголемување на оперативност и мобилност, армијата неодамна се модернизираше и со 17 нови лесни оклопни возила Страйкер набавени од САД. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија. Поставен е камен темелник на 400 киловолтен далновод од трафостаницата Битола 2 на Ќафасан на македонско-албанската граница. Според владата, со ова државата станува целосно поврзана со сите соседни електроенергетски системи, што значи повеќе сигурност за граѓаните, повеќе стабилност за стопанството и повеќе можности за развој.
Стартува изградбата на 400 киловолтниот далековод Битола-Елбасан. Со овој капитален проект Македонија по децении чекање ја затвора последната енергетска празнина и станува целосно поврзана со сите своји соседи. Премиерот Мицковски од граничниот премин Ќафасан порача дека ова не е само обична инфраструктура, туку символ на стабилност која ќе ја движи македонската економија напред во европското енергетско семејство. Интерконективниот далековод Битола-Елбасан не е обичен далековод. Тој е символ на една затворена празнина која со години стоеше како пречка на нашиот пат. Коридорот 8, кој треба да биде артерија на економијата, долго време имаше прекин во својата енергетска мрежа. Денес, со овој проект, таа празнина конечно се затвара. Со изградбата на овој 400 киловолтен далековод, долг околу 100 километри, ја воспоставуваме последната енергетска врска која што недостасува со нашите соседи. Министрите за енергетика на Македонија и Албанија сметаат дека ова инвестиција е силен чекор напред кон модерна, стабилна и регионално интегрирана електроенергетска мрежа. Затоа денеска не градиме само далековод со кој ја засилуваме преносната мрежа и го зголемуваме капацитетот за пренос. Со него градиме врска која ќе ја засили нашата позиција во регионалните енергетски текови, врска што ќе овозможи интеграција на нови обновливи извори, подобро управување со енергетските капацитети и поголема отпорност на системот. Започнувањето на работите за 400 киловолтниот интеркорективна линија меѓу Албанија и Северна Македонија не е само инфраструктурен проект, туку представува јасна инвестиција во нашата заедничка безбедност, развој и европска интеграција. Директорот на МЕП Латифи најави дека затекнале целосно закочен проект кој за кратко време од проект на хартија е претворен во проект на терен. Затекнавме целосно закочен проект. За 4 години проектот не бил реализиран ниту 4%. Следствено, ги идентификувавме слабите точки, ги елиминиравме административните бариери и за кратко време го претворивме овој проект од проект на хартија во проект на терен. Оваа инвестиција, што долго време беше блокирана, конечно се рестартира и влегува во својата најважна фаза, а тоа е фазата на изградба. На поставувањето на камен темелникот на далеководот беше нагласено дека Македонија со овој проект се позиционира како сигурен партнер во европските енергетски текови. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Нов апарат за диагноза на остеопороза поставен во Мајчин дом. Болнички третман, операции, лекови, ортопедски помагала, рехабилитација. Ваков е процесот на лекување на скршеници како најчеста и сериозна компликација кај остеопорозата. Ова е голем трошок и за пациентот и за здравствениот систем. За жал и во нашата земја, како и во светот, има многу со оваа болест, предупредуваат лекарите. А навремената диагностика може да ги ублажи последиците. Затоа е ова една бум во епидемијата со остеопороза, затоа што како што расте бројот на возрасно население, така се зголемуваат бројот скршеници, секогаш ќе има. Не можеме ние да избегнеме, затоа сме и ние тука и да ги оперираме и така. Но колку можеме да ги намалиме. DEXA скенот е единствен апарат со кој може да биде диагностицирана остеопорозата, но ги нема доволно во државата. Околу 13 апарати се на ниво на целата република, 5 се наоѓаат во Скопје, значи многу е мал бројот за апарати кои што се превенција за луѓето кои што имаат болести на коските, поготово после 50-та година. Тука зборот веќе не е за колку ви дали, колку ви има и колку се чека за колку, туку да имаме помалку скршени колкови. Здравствените власти потврдуваат дека апаратурата не е доволна за диагноза на остеопороза. Реално е дека имаме делот од техниките во кои што се многу стари, дел кои што се стари но функционираат и дел кои што ги купуваме. Како и да е, здравствениот систем бара многу инвестиции од оваа гледна точка. Освен апарати, потребен и регистар на пациенти со остеопороза за нивно подобро следење од страна на лекарите. Сања Димитровска, Сител телевизија. И Прилеп доби центар за менаџирање на дебелина.
Прилеп доби центар за менаџирање на дебелината, прв од ваков тип во овој дел на државата. Центарот е сместен во здравствениот дом, а пациентите тука ќе може да дојдат со упат од матичен лекар преку Мој термин. Моментално, 65% од возрастното население во Македонија има прекумерна телесна тежина, а над 30% од возрастните живеат со дебелината како хронична болест. Дебелината е причина за појавување на дијабет, висок крвен притисок и многу други срцеви заболувања. Како коморбидитет се јавува во многу болести, ке многу пациенти, и тоа го забележавме и тоа ни беше предизвик за да го отвориме овој центар. Пациентите ќе се диагностицираат, ќе се прават лабораториски анализи со помош на апаратот InBody, ќе се одредува телесната дистрибуција на масно ткиво, односно распределбата на масти, како и присутната мускулна маса. Потоа ќе се направат лабораториски анализи, ќе се врши едукација на пациентите околу начинот на исхрана, промена на животните навики, физичката активност. Целта е навремено препознавање на дебелината како хронична болест и навремено реагирање да не се случи пациентот да добие други болести. Ваквите центри за менаџирање на дебелината се идентификуваат како центри за рано диагностицирање, современ и навремен третман, менаџирање и превенција на компликации. Научното здружение за дебелина Обем има активна кампања низ целата држава во моментов насловена Кругот на поддршка, чија што цел е запознавање на граѓаните со дебелината како болест и навремена реакција за истата. За Сител Дарко Штарговски. Во колкава мера институциите го применуваат системот за интегритет? Дали неговото спроведување го намалува ризикот од корупција и судир на интереси? Повестите во 21. Во продолжение